Раст од 3,2% на бруто домашниот производ, рекорден број на странски директни инвестиции по глава на жител во 2024 година и намалување на јавниот долг за речиси 3%. Македонската економија полека, но сигурно се опоравува, а буџетот се полни со предвидената динамика. За премиерот Мицкоски примарната цел на оваа влада е преку домаќинско владење да се продолжи со трендот на раст и во првиот квартал од годинава. Апсолутно, тоа се први индикации дека економијата заздравува, дека одиме во правилна насока за помалку би рекол од 3 квартала ја стабилизиравме состојбата во државата, што беше практично и наша примарна цел, да ја стабилизираме од слободниот пат, а потоа се разбира преку активни политики и домакински политики, честно и добро владење, да успееме да обезбедиме раст на економијата. Во третиот квартал, ќе ја потсетам, таа беше 3%, сега е 3,2%. Очекувам овој тренд да продолжи во првиот квартал од оваа година. Очекувам уште една убава вест кон крајот на неделата. Премиерот Мицкоски очекува трендот на раст на директните странски инвестиции да продолжи и во 2025 година, а со голем дел од странските компании се веќе во преговори. Најмногу се од секторот на енергетиката, кој што треба да ја направат Македонија енергетски независна на подолг период. 2024 година ја завршивме со рекордно историско ниво на странски инвестиции од 1 милиарда 255 милиони евра, со што повторно по глава на жител сме држава со најголем број на странски инвестиции во регионот. Во јуни ставаме на Алказар точно инвестицијата, тоа се половина милиарда американски долари инвестиција, со што конечно ќе имаме поголемо производство на електрична енергија од тоа што го трошиме. Минималната плата од 500 евра уште од април е прифатлива за оваа влада, само доколку за тоа има договор со работодавачите на економско-социјалниот совет. Но ако се мисли на предлогот на опозицијата, владата да субвенционира до 30.000 денари, за Мицкоски тоа е знак дека синдикатот се претворил во партиска бина на СДСМ и Левица.